Ајде, здраво живо на сите. Психоманија денеска закаснив. Малце колегијално да кажам. Друга работа е тоа што за оваа психоманија многу малце се подготвував од мои причини. Би искоментирал само за дешавката у Бугарија, за апсењето на Иван Соколов, за успешната, да кажем, акција, не акција, него реакција на Апасиев со одземањето на флешката, со одземањето на USB-то на оние кои што се правеа фраери во Благоевград, демек пуштале гласна музика. Не знам дали да коментирам, ама нема да коментирам во оваа емисија, во следна можеби ќе коментирам за една друга дешавка што се случи вчера. Така да во оваа психоманија исто голем поздрав и до Касапот од Малта, кој што веќе он е од Малта, ама е дојден во Скопје на одмор. Се видовме со човекот, пиевме кафе, направивме лав муавет и да го најавам одма од старт дека следниот вторник Касапот ќе ми биде гостин во психоманија. Тоа е од прилика тоа што сакав да го коментирам. Многумина ми кажа, ми се пожалија да кажам дека сум им бил многу досаден со Мицковски, така да Мицковски веќе нема да го зборам. И онака нема што да се збори више за него. Според мене е исти како Таче. Таче си тера некоја своја агенда, своја програма да го доврши онака што застана Заев, да проба што е можно повеќе да уништи државата. И така. Значи, ева да почнам од Бугарија. Се отвара македонски клуб во Бугарија, Вапцаров, Макдонски, пошто ето предходно беше М-то извадено, овој пат на отварањето ето беше извадено, па пишеше Мак-Донски. Меѓутоа до крајот на денот или поточно утре дента веќе беше поправено и беше повторно македонски клуб, за кој што бугарската држава експресно, значи онака како што би требало една држава, како што би требало всушност и Македонија да направи, значи експресно да го затвори здруженијето кое што го отвара тој македонски клуб. Сега, прашањето е Македонија зашто тоа не го прави, па не го прави од проста причина што како бугарите што се фашисти и што пробуваат да ја ништат македонската нација, да ја бришат и да кажуваат дека македонската нација е бугарска нација, ама они не знаеле. Така во Македонија исто како 41-а, значи кои се сојузници на фашистите? Балистите. Па така балистите не гледаат ништо спорно во тоа што бугарските клубови се отвориле со
такви имиња фашистички Ванчо Михајлов и овој цар кој беше тамо втори, трети во Охрид. Истовремено истиот тој балист, овој како беше Бугар Османов, за изјавата на Могерини дека се обраќа на северно македонците, дека тоа е било лапсус и он немало што да реагира. Он знае дека било лапсус. На кој начин он знае дека направила жената лапсус? Јас колку што знам, не направила лапсус, туку свесно кажа дека се обраќа на северно македонците. И никој не го прашува за негово лично мислење, дали ќе се пушта на Могерини или нема да и се пушта, па она направила лапсус или не. Туку едноставно како држава, без разлика што направила она лапсус, он мора да прати нота. Протестна нота дека во оваа држава живеат македонци, а не северно македонци. Значи, Северна Македонија е крстена држава, нелегално, по притисок, по присилба. Направени се 300 глупости за да биде тоа така, но народот е македонски, не е северно македонски. Без разлика што државата оние викаат Северна Македонија. Народот е македонски, без она северно. Така да спомнам, пошто во најавата кажав, дека ќе се осврнам на случајно, под наводници, апсење на Иван Соколов. Значи, човекот преминува граница и случајно баш него го апси полицијата, го задржува 24 сата, демек и во Софија му викаат: извини дечко, или извини господине, направена е грешка, ние баравме друг Иван Соколов. Буквално, за да се задржи 24 сата, да не може да присуствува на отварањето на Македонскиот културен клуб. Од друга страна, градоначалникот на Благоевград, не знам колку го слушавте, каже дека тоа не бил културен клуб, тоа било канцеларија и тоа било приватна журка. Па што се овие овдека во Македонија? Како се овие културни клубови во исти таков простор? Ама тоа е до капацитетот. Нели се пак бугари? Очекувам да се пуштите и Спасе се вклучи. Ме гледа, поздрав до Спасе, поздрав и до Весна, поздрав и до Васе од Мало. Колку пројде километри со точакот денеска? Значи, тоа сакав да искоментирам за бугарите. Немам ништо спектакуларно да ви кажам, од проста причина што ете годините си навасуваат и морам и јас да се бафта малце. Здраво, Перица, фала што ме гледаш. Те поздрави другарти од град Скопје. Значи, сакав да ви кажам дека одам на физикална терапија од последицата од скршеницата на коленото, се активира денојеве, така да сум преокупиран со одење по болници, по лекари и така. Во меѓувреме, сите оние лајачи им пуштив спомен еден од пред некој ден, од пред некоја година,
дека сите оние кои што лајат по мене, многу ми помагаат да ги одвојам луѓето од кучињата. Поздрав и до Горан Димовски. Мајсторе, врти сучи вака така медос, та са 700 денари, брат. И јаче. И тоа е. Би сакал да префрлам и емисија Вама здравје понатака малце, да се средат работиве. Психоманија ќе се врати на почетоците, кога почна емисијата Психоманија, во доцните 90-ти години, која се занимаваше со магии, со паралелен свет, со фантазија, стварност, со задгробен живот, дали има или нема. Ама тоа здравје Боже понатака, кога ќе биде малце порелаксирано во животов, кога нема да се занимаваме со тоа дали ќе имаме храна, дали ќе имаме струја, дали ќе имаме вода, дали некој тера политика, дали некој не тера политика, дали сакаат да не уништа, да не уништуваат. Значи, за некои подобри времења, Психоманија ќе се занимава со таа работа. Поздрав и до Методи Здравев. Така, луѓе, повелете, коментирајте, кажете нешто, за да може да ја направиме емисија по-интересна, онака. Да биде малце касно, еве го 11 сати, ама се надевам дека ќе може да ја правиме емисија онака ладно, што се вели. Иначе, да не забравам, Артан Груби најави вчера на емисија дека странците му кажале дека било обезбедено мнозинство за промена на устав. Јас тоа го зборам више 2 месеца. Но бидејќи ветив дека нема да се занимавам со опозицијата вечерва, нема да се занимавам, затоа ја се занимавам со власта. Поздрав и до Пицан. Пицан гледаше до сега тешки муавети, сега се префрли кај мене и мене да ме гледа малце, да ме слуша. Така да во меѓувреме се видов и прв пат надвор од работа со Палчо, кај што он разговараше со еден човек на тема политика и човекот кажа доста интересни работи, кои што да не бидам јас скромен дека и јас истите ги зборам, дека мора да се отстрани стравот од секој еден. Значи, подсвесно веќе почнуваме да кажем да се плашиме. Значи, баталете го стравот. Животот е еден, тоа е. У Србија викаат нема смрти без судњега дана. Значи, што и да се случи, животот тече понатака. Може да тече подобро и може да тече полошо. Ако се плашиме, ќе тече полошо на секој може начин. Но ако не се плашиме, ако се спротивставиме, а за спротивставување не мора цел народ. Никогаш не ни бил цел народ. Поздрав до Лола Ќосето. Значи, никогаш не бил цел народ. Во секоја држава, во секоја нација, нацијата, народот, државата ја чувале највише 10% од луѓето. Другите луѓе нормално
е дека мора да го живеат животот и они да се бавтаат со други работи. Затоа што не секого го бива за политика, не секого го бива за војска, не секого го бива за кодош, не секого го бива за прелетач. Поздрав и до Горде. Горде и ја бев на физикална тика што беше зачер. Така да, кога секој би успел да си го гледа еснафот и преку еснафот да се бори, значи не мора да се бори да се со пушка во рака, или не мора да се бори да убедува. Доволно е тоа што ќе се бори на тој начин што ќе произведува, тоа што ќе го произведува ќе го продава, значи ќе го тера бизнисот, и од тоа што ќе го продава ќе помага на тие што се борат, дали со пушка, дали со збор. И тоа е начин на борба. Не може секој да биде новинар, не може секој да биде политичар, преска кажа. Не дека не може, едноставно не го бива, нема Божја дарба за тоа. Затоа мора да има човекот дарба. Горде последица од кршеницата на коленото и промена на време и ме легна. Ме бутна. Ама се опрев. Можам да чекорам се. Поздрав и до Весна Филипова. Сега и она се вклучи, и до Баже Коцев. Ви благодарам, стварно ви благодарам што ме гледате. Бошко Јаневски. Па види, ја матичар не сум во ВМРО ДПМН, за да знам Тони Јаревски од кога е член на ВМРО. Од кога и да е член, он е председател на Општински комитет Карпуш. Неговиот доскорашен ја знаев дека доскоро Малиов што јадаше ќутек са вајле, беше председател на Општински комитет Карпуш на УМС. Зашто детево јадело ќутек са бајле? Бога ми, ќе се потрудам лично, покрај професионално и лично, да видам зашто јадел ќутек и од кого. Така да, такви педерски финти со заплашување со ќутеци и со тепање, мислам дека отвараат една Пандорина кутија која што може да ја предизвика после 100 години повторно она што се случуваше тогаш го вика магарешка војна. Поточно се случува многу магарешки атентати, која пушта магариња. Тоа е нешто слично како денеска автомобил бомба. Тогаш биле магарињата бомби. Така да се повеќе се слуша таков вокабулар, се повеќе се случуваат такви дешавки, па така да очигледно е дека бумерангот ќе почне да се враќа назад. Тој што треба да ме разбере што зборам. Поздрав и до Даниел Старкиновски и до Жарко Стојановиќ. Овие моментално 24 луѓе, знам дека и имам приметено дека ја следат секоја психоманија.
еден ден, здравје Боже, се надевам наскоро дека ќе ве соберам сите на една маса, лично да ве почастам како мои фанови. Поздрав и до Маријан Трајковски. И така. Повелете да комуницираме, бидејќи реков, денеска нема да се бавтам со опозицијата. Бошко Јаневски ми постави прашање, верувам дека му одговорив. Не знам Тони Јаревски од кога е член, битно е председател на ОК, пратеник, мислам дека е член на ЦК, на ВМРО ДПМН, ама тоа си е. Таквите луѓе не се јавни личности како мене. Стварно не знам што да кажем. За позицијава си гледаат сеир. Поздрав до Гоце Миновски. Позицијава власта си гледа сеир за тоа колку не ја бива опозицијата. Тоа е нешто слично како ние кога гледавме сеир, кога беше Шекеринска председател на СДС. И кога викавме да потрае Шекеринска 100 години. Така, они сега се сврте трекалцето и они сега така прават. Се надевам дека ќе се охрабриме, пак да кажам, и дека ќе тргнеме на поарно. Поздрав, Љупчо Георгиев. Ти благодарам што ме гледаш од Париз. Кратовци ги има сегде. И не само сега, секогаш кратовци биле сегдека, особено во Европа. Бошко, зашто го чува Тони Јаревски обезбедување дома? Види, сигурно има нешто направено на некого, се плаши за својата безбедност, затоа го чува. Зашто јас немам потреба да ме брани никој? Или да ме чува? Едноставно, јас пијам мирно. Совеста ми е чиста. Фала му на Бога. Ево и Джакус се вклучи. Поздрав, Джакус. И поздрав и до Игор, поздрав и до Паунов, и до Гоце Јаневски. Едноставно, тие кои што прават нешто што не е како треба, не спијат мирно и затоа им треба обезбедување. Љупчо, какво е расположението у Париз? Више, која рече дека си во Париз, мене ме интересира таму како е расположението, нели имаше жути елеци, мути елеци и ова она протестираа луѓе. Драган Ласков најверојатно сака да се вклучи во емисија, да пробаме. Вака. Баба, ако сакаш да се вклучиш, само притесни дека сакаш. Ако не, исклучи се. Гоце Јаневски, да, мирниот сон е најголемо богатство. И фала му на Бога, јас можам да се пофалам дека тоа богатство го имам. Најверојатно затоа што сум јавна личност.
Поздрав до Билјана Коцева и до Никола Илич, Воислав Грујов. Здраво на сите и добро дојдовте во Психоманија. Емисија наменета исклучиво за обичниот свет. Јас зборам како што зборам со секој еден и на улица. Немам зашто да се пазам или да правам како што некој многу сака да ме сугерира дека јас сум бил новинар, па сум морал да пазам на зборењето. Не, јас сум од тие што викаат секој треба да биде тоа што е, без разлика каде е. Без разлика кој е. Значи, ако јас вака зборам со вас на улица кој ќе се сретнам, зошто би требало да зборам на друг начин овдека вака која ќе се вклучам во лајв? Ајде да видиме. Некој ми пиша, ама не успеав да видам кој. Точно горде, јас зборам нефилувано. Жими очи, право очи. Онака како што си правам муавет со секој еден кој се видам во живо. Кој се видам тет-а-тет. Љупчо вика да тие жолти елеци после короната ги однема начисто. Па може се заразиле од корона и се шалам. А протести постојано има, заплати, инфлација, блокадите за рафинериите завршија и сега се е нормално. Па, дали не сум во право дека дури и во Франција протестите ги организира француската служба. Преку синдикат, преку политички партии, преку невладини организации и така натака. Не може протест да се направи без организација. Пицан го поздравува Джајо, поточно Љупчо Георгиев. Пицан, пиши бе нешто за мене, тука муаве да си правиме. Вие и онака може да си правите муаве тамо. Поздрав до Сузана и до Сонја. Точно, секој протест горде е организиран, бидејќи ако не е организиран, ќе биде како оној протест што беше за промена за двојазичноста, кога се донесе законот, кога ми испратија од телевизија да идам да снимам, сигурно ќе имало протести, и викам, јас не сум информиран дека ќе има протести. Да имаше протести, ќе знаев сигурно. Кога отидов пред собрание, стварно немаше протести, немаше никој, си направив лајв, дека јас лично, иако сум на работа, протестирам за тој закон за двојазичност, на што се одзваа некој 200 луѓе, си се собравме, isprotestiравме, покажавме дека едноставно не се сите сложни со законот за двојазичност. Поздрав, баба, и до тебе. Таков сум бил од малечок. Ја како мал бев многу умен, знаеш и сам, сите ме вика малумен. И така ми остане, се пошто остане се психоме вика.
Фала Пицан што викаш дека сум погледан од тешки муавети, ама не сум погледан. Мислам да бидеме реални, во лайв надминувам евентуално 100 гледачи. Ти верувам, Пицан, дека могуќе да ме гледаат тајно, затоа што многумина и на улица ми викаат дека ме гледаат. Поздрав до војводата Драган Бабунски. Не се љути што те викам војвода. Маријан Трајковски, како психички да ги објасниме овие политички неутрални што не излегуваат на избори, или му е страф да се изјаснат искрено. Вака се, Маријан, нема како да ги објаснуваме тие кои што не излагаат на избори, од проста причина што едноставно голем број на луѓе се разочарани. СДС ВМРО, СДС ВМРО, СДС ВМРО. 30 години едно те исто, ќе дадат на едната или на другата партија поддршка, тие мора да прават коалиција со душманот и душманот да ги оценува вака да биде или така да биде. Поздрав и до Виктор Димовски, Димитриевски, пардон, брат. Значи, овие што не излагаат да гласаат, едноставно се разочарани или никој не успел да ги убеди дека им нуди нешто подобро. И затоа луѓето не искачаат да гласат. Гледаат сервилност, гледаат, ја што го викам тоа, отупизам. Горде вика, протест има ефект кога сам народ ќе излезе на улица без некој да го организира. А тоа да излезе народ и тоа да излезе народ во голема бројка. Горде, значи единствено кога искочи сам народ на улица беше кога беше битката за Рачиново. Кога ги вадеа терористите од Рачиново, НАТО кога ги вадеше. И тогаш искочи народот сам изреволтиран пред собрание. Службите не знаеа како да го смират, како да го утешат, како да направат. Направија 300 работи. Значи, оние превртени возила што беа пред собрание, тоа беа од службите превртени, за да се задоволи баре онака кажано, да се задоволи жетта за крв кај народот заради предавството што се случи во Рачиново. И одма после тој протест се потпиша Охридскиот договор. Затоа што ако не се потпишеше тогаш Охридскиот договор, после таквиот протест сигурно ќе се формира еден куп други формации, војници, ќе се јавеа нови лидери,
нови водачи и ситуацијата ќе искочеше надвор од контрола, а беше максимално контролирана. И така заврши конфликтот во 2001 година. Столе Соколовски вика: Борис, ти си цар, од сите новинари, реално ти добро ја знаеш политиката во Македонија. Да, и за тоа што ја знам политиката во Македонија, морам вака да си правам своја емисија, каде што ќе можам да ви презентирам она што го знам, она што го слушам и до оние информации до кои што доаѓам. Поздрав и до Благојче Трајковски. Гордана Трајковска вика: заврши на штета на македонците. Не, Горде. Не заврши на штета на македонците од една проста причина што фактички по документи да заврши на штета на македонците. Но во колективната меморија се знае дека тој конфликт беше изфингиран од надвор, од надворешни служби, подпомогнати со домашни предавници, со домашни служби, за да личи дека имало конфликт, дека имало војна. За утре ден да пишува, значи да пишува во историјата, дека имало конфликт и дека македонската армија и полиција, македонските безбедносни сили не успеале да се справат со шака јада терористи. Арно, ама, повторно ќе кажам, македонскиот народ го има врежано тоа во меморија и затоа и македонскиот народ е на овој начин свртен кон глобалната политика, поточно случувањата во Украина. Затоа македонскиот народ е против, поточно, со симпатии гледа кон руската инвазија на Украина, кон руската борба против фашизмот во Украина. Бидејќи не можеш да гледаш со добро на оној кој ти направил лошо. Лола Ќосето вика: кај нас ја нема повеќе таа сплотеност, народот е како во некоја колективна депресија. Народот, да, цело време е бомбардиран од, што би ги рекле овие моите други колеги, мејнстрим медиумите, е бомбардиран со небитни информации за да биде во депресија. Тоа е исто како на здрави луѓе да им се дава секој ден по од 2 до 5 милиграма диазепам и они да бидат така као подуспани малце. Сега некој, значи да се од почетокот, пошто се надоврзува како ланец, тоа што го прави со заканите, со Малиов што го тепа у Карпош, Сабајле, може да предизвика да се даде против отров на диазепамот. Ама тоа ќе биде малце жестоко и малце крваво. Затоа што, пошто клин со клин се избива, тој клин на тепање се избива со поголемо тепање. Поздрав и до Александар Гичевски, и до Оливер и Гордана Ристевски. Значи, во оваа емисија, ете, ако приметувате, ги поздравам сите кои што се вклучува да видат што ќе кажам или што зборам. Затоа и можеби сум малце и досаден. Но еве, Путин е цар, не е Путин цар, Путин е председател.
За да биде цар треба да биде крунисан. А во Русија се уште не е дојдено до таму за да биде Путин крунисан. Што да ви кажам? Барам некоја, се размислувам и барам некоја што викам, некоја дешавка што се случила деновиве за да можам да ја коментирам. Да. Се случи викендов 2 години од формирање на јавното предпријатие Лајк. Тоа е бивше вардариште, бивша шимпарска служба. Денеска е јавно предпријатие кое што ги заловува кучињата, скитници низ градов, ги штрове или ги стерилизира, ги вакцинира, ги дел, ако има можност, и ги лечи и ги враќа назад, затоа што тоа бил хуман третман. Бранко Паунов, што те интересира за та четјурка за да ти кажа? Пиши, ме интересира тоа и тоа, за да ти го кажам. Вака, кажи нешто за та четјурка, нешто за та четјурка. Комуњара, што може друго да биде? Одрод. И така. Во оваа емисија дали му помина меот на таче, го фати дрскајца и сега моментално се река како пловка и заради таа состојба он не можеше да отиде у Бугарија. И сега глуми лудило и кажува финти и заебанци дека заради договорот. Поздрав до Вики. Фала што ме гледаш, Вики. Добре дојде во психоманија. Што мислам ја колку е Таче способен за премиер? Бранко Паунов, вака, очигледно си тазе во психоманија. Значи, не само та четјурка. Значи, во СДС не постои човек способен да биде премиер. Не постои. Во СДС постојат луѓе кои што се способни да бидат криминалци. Да прават далавери. Виолета, да не сакаш кафенце или сокче? Пошто за добро дојде. Така да, Бранко, верувам ти одговорив што мислам за дали е способен за премиер. Чаре дали има? Има. Секако, Бранко, дека има чаре и тоа чаре мирнодопски, тоа чаре се избори. Ама тие избори мора да се предизвикаат и мора да бидат предвремени. Значи мора да има избори сега и веднаш и одма. Но нема кој да ги предизвика, тоа е проблемот. Затоа и ете морав да ветам дека во оваа емисија нема да зборам зашто. На здравје, нека ти е газозата, Вики.
Гордана ми пишала тоа Боро, а што е тоа, то не знам. Бране, мислам дека ти дадов исцрпен одговор за моето мислење за Таче и комунистичката компанија која што моментално ја узурпира власта. Па не го бива, види, Горде, не може да го биде некој, еве и јас сум келјав, например, ама не светам како лампион. А јадникот не знае дека постои камена пудра и веќе кога се веќе кога се појавува на пресконференции пред камера, дека се става пудра не само на чело, туку се става пудра и по кељаицата, за да не биде како лампион. И тоа е доволно да се види колку човекот го бива за било што. Поздрав до Владимир Гашевски, ветеран на ВМРО ДПМН и еден од баш војвода и баш комитет. Сакаш да кажеш, Горде, него му вградиле си, сакаш да кажеш му ставиле сијалички, пошто нели купија онакво, како се викаше, вазелин. Бранко, на кого треба народот да типува да излезе од ова мочуриште? Ме влечеш за јазик, овака ќе ти кажам, народот треба да типува да се откачи да се откачи од крлежи, од такви работи, за да може да организмот да почне да работи нормално и да предизвика предвремени избори. Јас не можем да ти кажем за кого да типува народот, затоа што јас лично народот сакам да типува за ВМРО ДПМН. Исклучиво за ВМРО ДПМН. Ама не со Христијан Мицковски. Мора да прекршам, пошто ме влече за јазик да го кажам. Рефлектор, бре. Каков рефлектор? Рефлектор е убава работа, осветло е, гледа како ме осветло. Ове баш како лампиона, знаеш, црвен лампион на Елка кој од оние старине лампиони, стакленине на времето. И кој ќе му светне сијаличкана и она свети он целиот. Ништо, бране, повели друг пат. Јас само ќе ти кажам една работа. Психо, тоест ја, сум ветеран на ВМРО ДПМН. И мене, кој да ме праша за кого треба да гласа, јас кажувам дека треба да гласа за ВМРО ДПМН. Затоа што само ВМРО ДПМН има членство и има луѓе кои што може да ја направат Македонија да биде она што треба да биде. Тоа и го покаже и го докаже во претходните 11 години. Но во моментов на ВМРО ДПМН е закачен крлеж. Значи, закачен е крлежот е уствари нешто ситно. Овој паразит нема име. И додека е овој губитнички паразит на чело на ВМРО ДПМН, ние не можеме да дојдеме до израз.
за да го оправиме народот, да оправиме државата. Така е, Пицан, истото и јас сега го кажам. Шубо ни тргна муабетов. Ќе се вратиме да видиме назад. Па ја, Лола Ќосето вика, сега ги кажа правите зборови, аферим боро. Па ја и овие зборови цело време ги зборам. Цело време. Зато ми е и мене борбава ваква каква што е. Затоа и, пак ќе кажам, морам вака да работам, за да можам да сработам нешто, а да не е климање со глава, важи шефе, да, тебе ти е најголем. Поздрав до Кристијан Плотников. Столе Соколовски вика, Борис, глобалисти, капиталисти се само за интерес, тендери и отварање на нивни профитабилни фирми. Тоа е ВМРО, си ја тераат они како СДСМ. Значи, не е ВМРО. Одма да расчистиме, не е ВМРО, и јас сум ВМРО. Тоа е Христијан Мицковски, неколкумина во извршен комитет и климоглавците во Централен комитет. Тие се само поединци во ВМРО ДПМН кои што се во моментов на функции. Понатака, кој ќе си дојде нормален човек на чело на ВМРО ДПМН, како што беше предходно, тогаш ВМРО ДПМН повторно ќе биде она што беше и повторно ќе бидеме стожер на државата. Да, Бранко, имам фаворит во ВМРО, подобар од Мицковски е секој член на ВМРО ДПМН, а има 70.000 членови. Значи секој еден член на ВМРО ДПМН од 70.000, поточно, да бидам уште попрецизен, значи 20.000 членови на ВМРО ДПМН кои што работат цел живот за партијата, се подобри од Христијан Мицковски. Значи тие се моите фаворити. Не некој многу популарен, не некој подржан од Европа, од Западот, од Истокот, од Америка, од Русија, од не знам каде, туку подржан од членството. Официјална бројка горде со која што барата Центар за комуникации и оној Луке е 70.000 членства. Јас лично знам дека членството е преку 150.000. Значи лично знам, сум ја видел бројката, сум ги видел и луѓето преку камера додека сум снимал и знам дека се повеќе од 150.000. Но намерно сега фураат дека се помалце гледаност. Поздрав до Димитар Серафимов, се вклучи да гледа.
Фала, ќе се Лола дека сепак јас сум јавна личност, да. И Мицковски така ми каже дека јас сум бил јавна личност. Последново ажурирање на членството на ВМРО ДПМН се прави за да мое мислење тоа да се види поточно да се каже дека било намалено членството и дека се помалци и од 70.000. Голем број на луѓе ги знам дека едноставно не сакаат да се ажурираат. Јас кажав и во минатата емисија, јас се ажурирав. Бев во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кисела Вода, се ажурирав, за да не може некој да ми каже дека не сум се ажурирал, значи не сум член. Епа, сега види горде, и ти си јавна личност и ти излегуваш, не седиш дома. Многу јавни личности се, ама јас сум изгледа појавна личност, затоа што некој мисли дека може лесно да ме јавне. Ама до сега се уште не се родил некој што може психо да го јавне или да го уцени или да му направи било што. Види вака, Стојадин Крстевски вика, како ветеран Боро, што мислиш кој треба да го води ВМРО? Кој е најдобар да биде на чело на партијата, оти на Мицковски не му дава шанса. Види, шанса 5 години, значи 5 години, тоа не е шанса. Шанса е 1 година. Првата година е шанса. Веќе наредните 4 не се шанса. Наредните 4 мора да знае и да работи. Вака ја ресетираме партијата, така и бојкотирачите бојкотираа. Си ја ресетиравме државата. Македонецот е како магаре на висечки мост. Јас колку знам, бојкотирачите бојкотираа и референдумот официјално, според Државна изборна комисија, беше како се вика тоа? Значи, референдумот беше неуспешен. Значи, официјално референдумот беше неуспешен. Од бојкотирачите, значи, оние остварија целта. Барем јас мислам дека е тоа правилно, дека референдумот не требаше да успее. Викаш, вика, со бојкотирање растурија државата. Која држава ја растурија? Со бојкотирање се зачува Република Македонија. Тоа што сега се вика Северна, за тоа што гласале 2/3 во собрание од 120 пратеника, значи гласале 80 луѓе во Македонија на 2 милиона жители, за да биде Северна, тоа еден ден ќе биде ништамно. Само заради бојкотирачите што бојкотиравме. Друго, македонецот е како магаре на висечки мост, да,
Затоа се согласувам 100% дека македонецот е као магаре на Висечки мост, затоа што нема стопан кој што ќе го фати магарето за узда и да го поведе по Висечкиот мост, да го премине или да го врати назад. Затоа што магарето како животно, кога ќе се најде во таква ситуација, не оди ни напред ни назад. И му треба некој што ќе го поведе. Дали напред или назад. Али напред е поубаво, пошто ако се враќа назад, може да падне и тој што го води. Така да, ова што викаш се растура партијата, не ја растураме ние партијата. Ја растура тој што не дозволува да се работи во партијата. Тој што лично мене ме навредил и ме излажал, кој што сум направил, еве на последниве избори, не мора на другите 30 години, на последниве избори направив да го свртам резултатот во корист на ВМРО-ДПМН во Битола, каде што сите анкети покажуваа дека ВМРО-ДПМН ќе изгуби во Битола. И затоа, место да ми каже браво, ми каже уа. Пицан, значи ажурирањето е документ, форма, за да се види колкаво е членството. Стојадин Крстевски ништо, не те го разбирам ова ништо. Бранкица, види вака, значи, ажурирање се прави после секој конгрес. Значи, после секој конгрес се прави ажурирање. Тоа е по некое правило, за да може да се знае колку луѓе се уште активни, колку луѓе поддржуваат раководство или било што во партијата, колку луѓе останале во партијата. Но не се прави ажурирање на секои 2 години. Затоа што немаше конгрес за да има ажурирање, но ете моменталниот натакнат председател така сакал, така направил. Да излезе 1 милион луѓе, Стојадин Крстевски вика, да излезе 1 милион луѓе, вајда си мислел на 100.000, ама нема веза, ајде 1 милион луѓе, не ќе можеше црпко во парламентот. Тоа ти е исто како да кажеш во Франција жолтите елеци да искочеле 20 милиона. Затоа што не можеш ти на 2 милиона жители, од кои милиони и 500.000 се македонци, ти да бараш милион луѓе да искочат. Кој треба да увеземе кинези да искочат милион? Па искочија милион македонци да кажат не со самото бойкотирање на референдумот. Затоа што од 1.800.000 луѓе колку што се во избирачки список, 1.200.000 не искочија на гласање.
Пицанти каже, тоа е официјално правно според документи која некој си игра овако. Да бе излегоа 1992 година Стојадин на тој референдум и тој е до сега единствен легален референдум во Македонија. Тој референдум не е срушен, не е побиен. Значи, чим не искочиле 1 милион на референдум, значи тој референдум е неуспешен. Чим е неуспешен, значи треба да остане Република Македонија. А не во собрание да гласаат 2/3 да се смени името. Кој дел не ти е јасен? Бранкица, по мене, лично, можеш ти да не се согласуваш со раководството, исто како ја што не се согласувам, но да кажеш дека ќе бидеш активна ако се смени или кога ќе се смени, тука не се согласувам со тебе, затоа што еве јас сум активен и ако не се согласувам со ова раководство и ако гледам на било кој начин да се смени ова раководство. Точно горде, Северна е невалидна, затоа што не е изгласана на референдум. Тоа е општо државно, општо национално прашање, за кое што не може да се распишува консултативен референдум. Референдум не постои консултативен. Референдум како референдум се поднесува до граѓаните за да можат политичарите да бидат помирни, дека ете граѓаните сами се одлучиле. Арно, ама се зезнале самите дека избирачкиот список е 1.800.000. Поздрав и до Струга. Со извиднички поздрав, здраво. Поздрав до Бојан Секуловски. И до Љубе Ристевски, огромен поздрав, фала што ме гледате. Така горде, значи, и не само Северна, нелегитимно е се после 27. април. Се после 27. април е нелегитимно. Затоа што на 27. април се направи најголемиот криминал. Не народот што влезе во собрание, туку во собрание се направи најголемиот криминал со нелегално избирање на председател на собрание, со нелегално правење на мнозинство во собранието и така. Дама Стојадине не ви пиша што да свати македонскиот народ. Значи, јас ти објаснувам дека македонскиот народ сватил и го направил тоа што требало да го направи, тоа што мислел дека треба да го направи. Не те разбирам, вика Западот си ја тера агендата, затоа требаше македонскиот народ да свати, затоа ти пишав македонецот е како магаре на мост. И јас затоа ти кажав, народот сватил и си ја терал својата национална агенда. Точно горде, ни еден договор од 27. април навака е невалиден, затоа што е направен врз основа на невалидно мнозинство. Затоа што на 27. април не требаше да бираат во собрание влада, него требаше да се распушти тој собраниски состав и да се иде на нови избори, исто како што прават сега у Бугарија.
Поздрав до Злата Божиновска и до Јули Љубески. До кај застанав? Да, на Горди и одговарав за 27 април. Значи, после таа дешавка на 27 април, мораше буквално да се оде на избори. Повторно на избори. И тогаш народот на избори ќе си дадеше легитимитет на едната или на другата страна. И немаше да може, како што вика Стојадин, Западот да решавал или да одлучувал работи. Вака Пицан, значи народот вика никогаш Северна само Македонија, затоа што народот не прифаќа Северна. Не прифаќа и се бори да не е Северна. Мицкоски кажува дека тоа е завршена работа, значи за него сме Северна. Еве и јас ти кажам, со самото тоа што е депонирано во Обединените нации дека сме Северна, е до негдека завршена работа. Сега, за да не биде Северна, мора да се има парламент, мора да се има мнозинство во парламентот, кое што ќе изгласа повторно Македонија, значи дури по мене не треба ни она република да го пишува, значи да се изгласа дека државата се вика Македонија и тоа да го депонира во Обединените нации. И во Обединените нации да образложи дека името Северна Македонија е ставено под уцена и притисок. Тогаш ќе има државата Македонија и македонскиот народ притисок, ќе има уцени и закани од Обединените нации и од сите тие булументи тамо. Тој притисок ќе треба да се издржи. Дали ќе го издржиме? Значи, борбата мора да биде голема и мора да биде истрајна. Значи, не само за Мицковски, за било кого. Трајко Славевски дека Скопје е главен град на Северно. Што јас никогаш нема нити да го кажам, а камоли да го направам. Зашто не каже? Па затоа што е, како што пише горе, министар за опозиција, дел од влада. Пицан, молен те, ветив дека нема да го збора Мицковски денес. Точно горе, со уцени и со притисок беше ставена Северна, ама тоа мора да се докаже и мора да се бори да се докаже. Мора народот да покаже дека е овако. А народот тоа може да го покаже само на избори, доколку го даде гласот на онаа партија која што ќе го понуди тоа како решение. Не е македонец, затоа така кажува. Јули, сега не знам дали мислиш на мене или на Мицковски, пошто јас не сум македонец. Така, Ешбе Пицан, фала на поддршка, брат. Вака, Бранкица, ја кажував на почеток на емисијата, ама не ме фатити. Значи, вика, кој е детево советник денес што било нападнато и дали е точно дека од структури на ВМРО да помане.
Детето денеска што беше нападнато не знам дали е уште, ама беше председател на Унија на млади сили на Општински комитет Карпуш. И како председател на Унија на млади сили на ОК Карпуш е ставен на советничка листа и така е добиен мандатот. Детево кажува дека имал закани, дека имал уцени, дека му биле нудени 300 работи за да се откаже од советник и дека денеска се случил овој инцидент, да го кажеме, значи овој напад на детево. Дали од структура на ВМРО ДПМН, тоа прв лично јас ќе се заангажирам да го дознам и да дознам кој е фраерот кој што го нападнал детево. Се надевам дека ќе ви го емитувам и во живо. Фала, Јули, за ова дека сум поголем македонец. Ја само, како што милувам да кажем, само си ја одработувам вересијата или киријата за честа што живеам во Македонија, што работам во Македонија, што дишам македонски воздух, што пијам македонска вода, што зборам македонски јазик. И што можам да ви се обратам вака јавно. Жарко Стојановиќ вика, јас паќе речем дека не е потребно барања за измени во Обединените нации, за тоа што е изгласано во парламент после референдумот. Едноставно треба да во Обединените нации да се депонираат резултатите од неуспешниот референдум и барање истите да се почитуваат. Да, тоа така треба да биде, ама кога и Обединети нации би биле слободни Обединети нации. Кога би биле Обединети нации какви што беа до 90-тите години. Тогаш да, тогаш ќе поминеш ова, дека неуспешен референдум, изгласале присилба, наредба и така натака и да биде ништовно. Денеска, кога во Обединети нации имаш онаква булумента, која што притиска, која што се правят коџобаши, не знам што, па си собираат демек исто како собрани, овие држави ќе гласат, овие за, овие против. Кога не би имало Совет за безбедност и право на вето на Кина и на Русија, Русија до сега ќе беше милион пати избркана од Обединените нации. Ќе беше не само Русија, еден куп други држави ќе беа направени кармакаш. Те види, без резолуција на Обединените нации, без одобрување на Обединените нации, НАТО ја бомбардираше Југославија. Значи ја бомбардираше. Не е како Русија сега што интервенира во Украина за денацификација. Не, директно бомбардирање за тоа што они правеле, не знам, геноцид или не знам што тоа. Така да во Обединените нации борбата сега е борба ова ја што ја водам во моментов. Единствено место каде што можам да ги кажам моите ставови, моите размислувања е овдека во Психоманија на ова место, каде што ме гледаш. Прво Фрчко го пратија во Обединените нации, што очекувате понатаму да исти такви во ООН. Дарко Милошевски, поздрав до тебе, фала што ме гледаш. Тоа што Фрчко го пратија во Обединените нации, тоа е, како да ти објаснам, сега го зборев тоа за Обединените нации, дека во моментов тоа поише звучи на поробени нации, отколку Обединети нации.
Организација на Обединети нации е ова Организација на поробени нации, во која што има од прилика 5 или 6 земји кои што не се поробени, кои што не може да ги поробат. Другите сите се зависни и поробени. Па ја зборам по македонски од тебе и од Пицан, Бранкица, од проста причина што, зборам модерен скопски јазик. А ако почнам да зборам оригинал скопски јазик, нема да се разберемо ич. Па Столтенберг рече, тоа ти е исто како овој Велешанецов, жена му што го утепа, претходно додека ја тепаше и викаше дека ја тепа од љубов. Ја тепал затоа што многу ја сака. Така и овој Столтенберг рече, ама тој Столтенберг има еден микс кај мене во видеата, може да го најдете. Столтенберг Chicken Sound, така мислам дека се викаше видеото. Па дечки, полноќ помина, (12:09). Жарко Стојановиќ вика, има и друго решение под европско знаменце во парламент со 41 пратеник, поништување на преспански и бугарски. Жарко, во парламент може, ама после избори, а избори мора да предизвика некој, за да има избори, да се смени моменталната структура и да има ново мнозинство кое што ќе изгласа промена на бугарскиот договор, а за преспанскиот е потребно 2/3, затоа што со 2/3 е донес. Поточно, за преспанскиот и за сите други договори, потребно е ново собрание кое што ќе покрене кривична пријава дека е составен нелегален претходно парламент на 27. април 2017 и дека во тој нелегален парламент се донесени, сите одлуки на тој нелегален парламент се ништавни. И тогаш се поништува сето тоа. Точно горде, ако се има желба. А желбата обично, ако се нема, нели, како вика Столтенберг, од љубов. Така, ако се нема желба, тогаш од љубов, за да се добие желбата. Така, луѓе, така човеци, 12:10, тука би ја завршил емисијава, затоа што и покасно почнав, и направивме 1 саат веќе од емисијава, поточно 10 саат и 20 минути веќе трае емисијата. Фала што ме гледавте, имајте убава и пријатна ноќ и да е жива и здрава Македонија сега секогаш и во вечни векови. Бидете ми поздравени, лека ноќ.